отворено за имена емисија која се емитува најпрво на Радио Кавадарци 85-6 година, сега сме 2021 година. Мило ми е што го задржав ова име и нивото на емисијата. Во оваа емисија продефинирале многу важни и неважни луѓе од нашиот општествен и јавен живот и добро ми е на душата што како новинар сум успел да биде гледана оваа емисија. Се надевам и денешната ќе биде гледана, ќе ја реализирам со претседателот на Советот на општина Кавадарци, господин Рисо Ципалиев. Добар ден. Добар ден. Благодариме на поканата. Задоволство ми е да бидам гостин во вашата телевизија. Уште поголемо задоволство ми е што баш вие водите емисијата. И трето задоволство амбиентот овде у паркот, стадионот. Одма се посеќам на фудбалот на прва лига, одма на Вински музеј, на објекти околу нас добри. Доста од тоа е направено во овој мандат. Големо задоволство. Благодарам. Првата емисија ја реализира со градоначалникот Митко Јанчев. Тој откри дека годинава ќе се кандидира на локалните избори и би сакал малку политички, малку од работата на Советот да ви имаме во оваа емисија. Околу пола час, 40 минути ќе траеме. Сакам да бидете отворени како што и секој ште. Во 4, односно 5 мандати сте биле советник, сте биле секојаш ачик, сте биле отворени према сите граѓани. Ќе бидете ли во оваа емисија такви? Карактерот мој не сум го менувал, немам намера и сега да го менувам. Секогаш сум бил отворен и кога било најнегативно по мене сум бил отворен и кога е најпозитивно исто е. Значи отвореноста, генетиката не може да се промени преку саат, па ниту сакаме да глумиме таа професија. За професионалци глумци не е за нас. Ние влеговме политика, работиме други работи, споени, ги мешаме, ги правиме така како што треба, ама треба према граѓаните и према медиумите да сме искрени. Рисо Ципалиев влезе во политика така и на општина Кавадарци многу одамна, меѓутоа во овој последен мандат да ве потсетам дека беше многу жешко. Ќе се изградени единство во Советот на општина Кавадарци, ќе бидеме ли заеднички сплотени за да го направиме Кавадарци, да го обновиме, туку речи, ќе направиме ли неполитичка поделба. Тој успеа во својот мандатен период, токму како председател, да успее сите да бидат едно и да го градиме Кавадарци. За прв пат во Кавадарци по долги години се промени политичкиот жаргон или дискусијата или дискурсот, да не речем така, се за општина Кавадарци. Тоа и се случува. Јас, како новинар, немам такво нешто доживеано во овие изминати од 79 година до сега и мило ми е што овој совет успеа да се надмине себе си, а граѓаните најмногу да добијат. Дали вие го делите тоа мислење? Да, го делам тоа мислење, али тука морам да напомнам, значи за да се стори таа работа, таа атмосфера да се направи, креатори и фактори на проблемот, на убавиот проблем, на позитивниот проблем се знаев кандидат за градоначалник кој, знам кој доби на избори. Доволно го познавам, го познавам карактерот, контактите со централната власт, високите функционери од централната власт и советот, советничките групи, коалицијата на ВМРО и на СДС и фактор еден советник на моја среќа, па можам да кажам и среќа на граѓаните и у црно-белото имаше и уште дополнување со еден независник советник кој што требаше да одлучи. Проблематиката тргна од таму да 9 се советниците, 10-тиот треба да одлучи множинство. Градоначалникот беше предложен од ВМРО ДПМН, помина како таков, познавајќи го човекот знаев дека тој партиски директиви почитува, ама ако некогаш мисли различно се спротивстава. Секогаш сум бил сигурен дека неговото мислење да го дади или да го пласира у јавноста, многу време го работи, многу консултации прави и кога ќе настапи 100% управо. Некаш луѓето викат многу брзо и правилна одлука носи, не е така, тој одлуката да ја носи ја пакува, ја прави може 2-3 месеци и е сигурен во одлуките. И у таквата атмосфера, у таквиот разгон неминовно беше да направиме една широка коалиција кај што сите ќе бидат задоволни од коалицијата и да функционираме сите како едно. Насоките беа и програмата на градоначалникот за еден голем раст у Кавадарци, една драстична промена што дока и некаде дури ја не верував, познавајќи го најмногу јас, знаев дека нешто ќе направи многу повеќе од претходното, него дека толку многу и дека толку че има задоволство меѓу граѓаните, искрено да ви кажам, не се надава. Сега тоа се факти, сега тоа е минато и реално. И после такви норми поставени во градот, веќе имаме позитивен проблем. Значи граѓаните очекуваат уште повеќе. Така ни помине мандатот, мислам по мој успешен мандат. Друга работа е што
партиските тензии во Кавадаци претходно беа Нормална работа. нормална работа. Имаше агресивни дилеми, имаше притисоци у Советот врз советниците за администрацијата, имаше проблеми бившиот градоначалник, макар што и тој е еден од најпозитивните градоначалници, него колку беше силен да се спротивстави на партијата што го предложи, тоа е веќе факт. Овде имаме друг момент, многу добар момент и моментот Кавадаци го дигна, у секој поглед. У сите сфери ние посебно можеме да нагласуваме да разговараме кога ќе дојде тоа или кога ќе прашат граѓаните или кога вие ќе сакате да дадете акцент на таа работа. Сето тоа мора да биде така ако градоначалникот е добар менаџер, председателот за совет нема да го спомнувам, корелацијата меѓу нас е таква како што е. Имавме и добри советнички групи, почитување имаше меѓу партиите. Добро. Координација имаше, имавме дилеми, имавме и караници и спротивставување, ги решававме во институциите, во општината надвор од камери, кога излегувавме на совет, имавме чист став, јасен, што граѓаните го препозна и се задоволни од таа работа. На 60 седмици не видов ни една кавга. Мислам јавно. Да, тоа е така, него уште кога се ствараше коалицијата, ние знаевме дека на ваква широка коалиција мора да имат едногласни одлуки. Ретко некаден кај што има спротивставување. Ретко. Уште на почеткот кога се кроеше коалицијата, кога се тураа основите, нормите, очигледни беа дека кога сме сите заедно треба и да имаме заеднички став. Некои мали спротивставувања у некои ситници, кога се работи за комунална програма, нормално е дека сите сме за градење на Кавадаци, ама зошто да така. Да, зошто да не биде прво мојата улица? Инаку да, треба да се гради, ама вика ај прво мојата, ама после кај тебе. Тука имало тензии, Што е кога се носели урбанистички планови, имало, инаку тоа е нормално за демократијата, не е тоа политички дуели, не е тоа политичко спротивставување, него е нормално човечко спротивставување и интерес на граѓаните секој да удоволи на неговите. Во тие насоки, како председател на совет, сум амортизирал секогаш да биде поравномерно, поравноправно, а и сум се приклонувал према советничките групи да ги испочитувам до максимум и да дојдеме до заедничко решение пред обелоденување на седниците. Добро. Да сме задоволни, да излеземе со став и да бидеме позитивни. Во таа насока, овој мандат долг, малку тежок, напорен, одговорен, али на крај со резултати, резултатите се повеќе од сето ова назад што покажавме, што имаше обврски, одење, работење, али темпото го наметна администрацијата, градоначалникот воспитан германски, работа во фабрика кај што треба одговорност, кај што треба прецизност, кај што нема не можам или нема решение. Имавме проблеми со кадар во општината, имавме проблеми со кадар во комуналец, имавме проблеми со машини во комуналец, предоследно ги решивме сите, решивме паркирање, јавниот интерес, јавни површини, изголемување на зеленила, клучните точки. Што народот ги гледа, ги придотеравме до некој ниво повисоко од претходното, што е нормално. И сега треба пак да речеме, да, градоначалникот најаве кандидатура, исто јас најавувам кандидатура независна. Ти прашам за тоа посебно. Борбата во мандатот беше добра. Со добри резултати, со задоволство наше. Ке успееше ли Јанчев да изменаџира, односно да успее се да заврши како план без советот на општина Кавадаци? Без едногласните одлуки да ви. Немаше да биде така ако имаше спротивставени ставови. Значи некогаш градоначалникот кога има собствен став, а ако види дека мнозинство од советници, не викам по советнички групи, мнозинство од советници значи и од едните и од другите имаат различно мислење. Не се сложувате едноставно со. Не се сложуваме, значи дел од едната од другата група и има полемики, тогаш се оставале таквите проблеми да ги решиме на маса, да дојдеме до некое заедничко решение и тоа имаше доблест да се приклучи кон мнозинството, ради тоа што пример некогаш викат да, и ја мисле вака, ама вие сите заедно поинако го прифаќам вашето мислење, че го реализираме по ваш основ, по ваше мислење, по ваша иницијатива, по ваше убедување, значи се приклонува. Големи средства. Купно сите 4 буџети ако ги сумираме, тоа се огромни средства што Кавадаци ниту ги сонува. Вие ги изменаџиравте добро и ги вградивте во Кавадаци. Дали се сметате, кога рече одговорност, дали се сметате за одговорни за она што го направите како капитален објект во Кавадаци, дали се задоволни? Имаше нешто што не е така розово како што го гледат народот? Секогаш кога треба да направиме некои буџети, мора да најдеме пари како да го направиме буџетот. Имало некое зголемување на данок, зголемување на некои давачки према граѓаните ставки, тоа се многу мали. И сега ако ставиме дека 10% од граѓаните се побогати, имаат многу. 90% се посиромашни. И ако данок на имот плаќам јас 3000 денари. И ако го зголемиме со 100 на 100, ја идам до 6000 денари. Големите што плаќаат 20.000 евра, плаќаат 40.000 евра,
Значи најголемите што нема да го осетат данокот на имотот, че им дојде да направат 1 милион евра у буџет на општина Кавадарци, што е народ прифаќа. Така е. Народ го прифаќа тоа. Го прифаќа од после од кога ќе види со тие пари што се прави. Дури го тураш како давачки и 2 денари да му ставиш, тој вика многу се оптеретуваме. После година две граѓаните викаат да, покачивте многу малку, али по основ за тоа имаме зеленило 2 пати повеќе од што треба. Немаме недостаток на вода за пиење, имаме индустријска вода, имаме објекти, се отворило ова, се направи оно, значи се направила стаза околу стадионот, се направила партизан сала, значи многу објекти се направила стаза на Мокниште. Тоа се огромни работи, кај што и општината давала пари, ама институциите од државата препознале во овој состав на Советот. Виделе дека градоначалникот и Советот функционираат одлично, испитале дека има администрација спремна да го реализира тоа и даде пари. И сега секогаш викат, да, вас државата ви дава. Да, државата дава, ради тоа што овој систем, луѓето што ја водат државата, централната власт, тие даваат таму кај што гледаат резултат. Сега ние сами не треба многу да се фалиме, ама тоа е факт. Значи даваат пари таму кај што има готови проекти, кај што има реализација, ама даваат не се, треба дел и ги општина да даде. И ако им се понуди нека општина дека треба да се реализира проект, а треба дел од пари да даде општината, они директно викаат не, ние немаме и се откажуваме. А ние тоа го чекаме. Че најдеме и да нема, брзо се наоѓаат пари. Имаме и добро стопанство, имаме и методи да ги наплатиме даноците пред време, да не чекаме 30 декември, него да ги наплатиме во март. Наоѓаме начин секогаш кога треба да дадеме дел у проектот пари општински, даваш 30, имаш 70 до 100%. Не сме испуштили таква шанса. Дали економскиот развој е нешто на што многу полага Јанчев е и ваша девиза? Дали е клучната работа во задоволството на животот на овој народ овде, економскиот потенцијал што го има? Ја у еден момент, на едни состановци кога беа поканите соседните градоначалници, нашиот градоначалник беше одсутен, али ние секогаш се коригираме и кажав дека Кавадарци има стратегија. Добро. Кавадарци има стратегија за долго време, мандатите градоначалниците ги прават за 4 години. Али Кавадарци има нешто посебно, значи за тоа сме кавадарчани. Кавадарци направиле стратегија, Кавадарци секогаш да биде напред. Во што се заснова. Ако ние донесовме генерален план со широк опфат, кај што секој може да се најде. И оној што сака згради да прави, и оној што сака да прави фабрики, и оној што сака да прави куќа, и деталните планови ги носиме брзо и граѓаните или па по широката јавност, државата или од надвор човек гледа кај може најбрзо да дојде до решение. И доаѓа во Кавадарци, ние му нудиме тоа што имаме. Имаме генерален, имаме детал, имаме маркица, треба само да те ослободиме од давачките малку, да почнеш да работиш, па после ќе вратиш со пари. Даноци, вработувања. Таа е стратегија што Кавадарци ја има у сите мандати назад, ја дури сум бил па и претходно. Значи стратегијата за градот се прави за повеќе години, исто како и во спортот, прави стратегија за 20-10 години. Значи Кавадарци по некој автоматизам работело така и кога сум ја и пред тоа и за тоа имаме ИГМ, за тоа имаме Евроникал, за тоа имаме индустријски објекти, тој што инвестира пари, дали од тука или од надвор, тој гледа дали има услови. Че направиме, треба да почнеш па ќе те заглавиме. И отиде времето на богатите луѓе. Оние што даваат пари, времето им најскапа работа. Сака брзо и ефективно. Ефектот го гледа од давање на документи до почеток на земање на пари. Ние ги даваме документите најбрзо што можеме, мислам од државата, а работата на спремени објекти е нивна работа. Тие сигурно некако го убрзуваат за побрзо да добрат добратна средства. На почеток кај што можеме, кај што дават условите, кај што дава законот, ослободуваме од давачки, да не речам дури и субвенции даваме. Бумерангот после лакото се враќа. Тоа е што Кавадарци го дели од соседните, да не ги спомнувам, да не ги повредам, да не речам тие нечинат, ние чиниме, тие се добри, ама ние сме многу подобри. Тоа е у Кавадарци стратегијата. На ниво на Македонија, каде сме? Па, јас сум секојаш дека сме во врвот. Ако ставиме колку Кавадарци тура у буџет на државата, колку тура у градот, према број на жители, према територија, ние сме врв. Не можеме ние да се споредиме со Скопје, тоа што централните фирми, министерствата, најголем на парите излегуваат од таму или вработувања. Кавадарци е напред многу пред сите, ако ги земеме како ова што ја го зборам, ако ги ставаме оние јавните интереси, министерства, амбасади, тоа е друга работа. Таму се е во Скопје и по автоматизам идат институциите таму. По автоматизам профитот и фирмите даваат даноци на имоти таму. Ако да туреме тука неколку од нив, и тука у Кавадарци ќе влезат уште повеќе пари, ќе биде уште појаки. Што според вас е капитално изградено во овој мандатен период? Што е тоа што како предизвик не очекува после 4 години? Било кој да го прашаш во градот и очекувањата кога пуштаме
документација. Кавадац е еден од најтранспарентните градови. Што ќе се гради? Колку време ќе се гради? Па кој ќе го гради? Колку кошта? И сите позиции кој е надзор, значи тоа е медиумски објавено. Нема криење. Апетитот за стазата во Мокриште ја чека луѓето од сад кога ќе почне. Многу добра работа. Спортска сала Јасим теренот и оградата на Јасмин, многу добра работа. Партизан салата исто така. Нема да зборам за улиците и инфраструктурата во градот, пошто луѓето викат имаше улица 4 метра, има 8, а улица си е улица, не е проблем. Да, улица има многу подобра, многу со тротоари, многу поуредена. Инаку ризикот на градоначалникот и на советот да носи одлуки кај што е тесна улица да прошириш треба. Да. Тука ние од граѓаните имаме проблем. Ако треба шишка да ја правиме од 2 ленти 3, се судруваме со 100 куќи. Државно земјиште користи, од сега го користи од 50 години, зошто уште 50 не го користи, му го зимаш и он вика сум против тебе. Не вика фала до сега што го користи. Тоа е менталитетот на секој човек. Свесен е самиот дека не е негово, ама сега ако може да го користам уште нешто, не е лошо. Некој во другиот дел многу работи има, нема сите да ги спомнам, многу инвестиции, најголема инвестиција по мене, што е еднаш на 30 година, 50 генералниот план на градот, што даде шанса на инвеститори и на граѓани. Тука со таа одлука, со тоа носење на широко пат на генерален план, не во рамките на градот. За наредни 50 години Кавадаци стратегијата за да влекува, да гради, да се зголемува е исполнета. Тоа е најголемата работа. Другите инвестиции што се многу големи, фекални, реката, коритото догоре, пазарот, комуналец, уредување на комуналец, паркинзи фирма направување. Тоа се работи вредни, али генералниот план кај што дава шанса на сите кавадарчани и на цела Македонија, па и на странци да инвестираат во уреден простор. Проблемот на сите нас во државата е дивата градба. Дивата градба е предизвикана заради тоа што администрацијата не сработила генерален план, нема детални планови и државата и општините ги принудуваат граѓани да прават дива градба. Па после носиме закон, па уште повеќе се градат. Причината е у тоа што пример се усложнува. И човек го принудуваш да прави дива градба, па го казнуваш, па го легализираш, па со 100%, па со 200%. Не е тоа решение. Мислам дека Кавадаци напред нема да го има тој проблем. Дел од деталните планови кај што има најмногу барање притисок, се завршена работа, дел останува да ги доработат наредните советници или да ги доработиме ако влеземе во барабаната. Кажи ми, за наредни 4 години, што е тоа што би било како стратегија, без разлика дали ќе влезете или не во совет? Според вас, приоритетно? Приоритет. Пред некој месец овде во Винската куќа имавме еден проект на парк. Добро. На еден европски парк, општината, градоначалникот, службите, го гледаме, го прифативме. Значи, акцент треба да се тури на паркот на културата. Парк на културата кај што е европски проект и нема у Македонија таков. Реализација на тој проект ќе следува од наредна година, дали ќе го направиме за година-две, а заинтересираност на индустријите објекти од Евроникел, од овие поголемите, од Кожувчанка, од други да не ги спомнувам, и малите има интерес. Општината дел од парите ќе обезбеди. Мислам дека и државните институции 100% ќе не поддржат со некоја посходна сума и ќе се уклучиме. Водата у Кавадаци е решена. Што мислите за обиколницата и за граничниот? За обиколницата и граничниот премон се малку работи на државата. Ние ги бараме упорно. Ние да бидеме нашиот дел од работата што е изработена е, короната направи малку проблем. Значи тоа е работа што треба државата да ја прави, ама ние треба да ја бараме. Тоа е голема инвестиција. Голема инвестиција. Ние ќе бараме, мислам дека и таа е завршена работа. Кавадаци му треба уште големување на зеленило. Добро. И сакам у наредниот мандат Кавадаци да го видам со ова урбанизацијата што многу ја збориме, со на сите делови од градот да имаме готови плацови за да градат куќи, луѓе, згради, објекти и да избегаме напред. Си бара, локација си најде. Уредуваме комуналец, дека инфраструктура, дали клупи, паркови, тротоари, внатрешниот дел на градот, ова е направениот, до уредување, тоа е најнормална работа и тука нема да го рачунаме тоа како голема работа. Да ги дотераме улиците да бидат добри, тротоарите или фонтани да правиме, или кружни токови. Градинката ја направивме во моментот, септември треба да ја пуштиме. Дај Боже да ни треба уште едно, да уште едно да правиме. У глобала Кавадаци е среден град. Малку уште некоја шминка му треба, мислам дека наредниот мандат ќе биде предизвик. Ќе биде предизвик, ама ќе се опуштиме у спорт, у култура, малку и такво нешто. Да. Значи не дека ќе се поставиме комунална изградба и капитални објекти,
Ама ќе правиме на ветрот, соларна енергија, ќе правиме у салата Јасмин панели да правиме струја. По сите школи, по објектите веќе поминавме некна седница да произведуваме струја. Ја мислам дека најдниот мандат уште повеќе ќе ги подработиме односите меѓу локалната и централната власт, дека соработката ќе ја зголеми уште повеќе, дека уште повеќе кавадаци ќе добива привилегија затоа што ја заслужува, не затоа дека е кавадаци. Христо Сакалиев помина 5 цели мандати во СОЕ, тој е еден од ретките во Македонија кој успеал да се задржи на политичкото милје или на политичкото небо и сега директно ќе го плашам, ќе одиме ли на 6-ти мандат? Па атмосферата е направена и да сакаш и да не ćeš да одиш, али нема да не сакаш кога е таа атмосфера направена, дека е погодна, дека има услови, дека овој мандат сега што го поминавме створи апетити на други да прават независни листи, партиските тензии падна. Значи, кога видиш независни прави? Независни. Значи, партиските тензии кога падна на големите партии. Се менува таа слика на Србија. Се менува сликата во градот и дека овој мандат ќе имат сигурно 10 листи пријавени, дека има апетити за политика. Тоа е нормално. И ги охрабрувам тие што сакат и малите партии, и овие независните, да ни дадат конкуренција, да не турат во подредена улога да се бориме повеќе. Дали во политиката 1 и 1 се 2? У политиката 1 и 1 се 2 или 9 советници е помалку од 1. Тоа го видам. Тоа е нормална работа во политиката. Пример, ти фали еден и едниот вреди злато. Како повеќето луѓе. Да, значи дали е прешутно, тоа се мести еднаш у 50 години. Нема може да се повтори, али слично на тоа нешто да. Ја очекувам во овој мандат големите партии со советниците да паднат, малите партии, независните да се подигнат. Не е тоа дека малите многу работат или ние многу вредиме, него тоа е една одлика што во големата демократија. Добро. Јас таа демократија ја видов во Словенија. Парламентарната власт не врши притисок на локални избори и на локални избори прво што праша во Словенија составот на тие 40-50 советници каков е, големите партии немат 50% двете. И мене ми беше тоа неприфатливо и прашував зошто е така, викат па да, парламентарната власт, ако е демократска, не се меша во локалните избори, оти таму локално се решаваат и интерес на целни групи се влегуваат особено на големите не им смета. Мислам дека демократијата у Македонија со и во Хрватска во некој да, и во Хрватска. Значи од година на година ние се демократизираме. Демократијата рипа. Ова централна власт не врши притисок ни во една институција, ни во едно министерство. Друг тек на работите има од највисок, од централната власт. Дадено е се на сите. Нема политички притисок, нема такви тензии и тука гледаме шансата ние да зголемиме со рейтинг, да направиме повеќе независни советници, малите партии да добијат, големите да имаат, ама да не бидат 99% да ги имаат двете партии гласови, тоа не е добро. Добро ли ова за кавадарци, за граѓаните на кавадарци? За кавадарци е добро тоа што двете партии има нерешен резултат, се умешаа независните и се направи еден баланс. Добро. Не е добро да големите партии имат од 19-18 советници. Тоа е голема доминација, тоа е недемократска доминација. Убаво е да има повеќе чинители на политиката, тоа се балансери и дават позитивен тек. Еднопартиски или двете големи партии едносмерно ги гледаат работите и тоа е неминовно. Годинава се надмина и сега и ВМРО се надмина. Ова година, овие 4 години, тоа е чудо. кривиот се градоначалникот. Да. Тој се спротивстави на централна власт, не на централна власт, на неговата партија, кај што мислеше дека е 100% управо. Така е, секогаш си управо, ама партијата ти дава директива и мора да почитуваш. Ама тоа е редок случај. Тоа е голема вистина. Тоа е голема вистина, тоа се прави еднаш у 30 години еден таков градоначалник. Сега пак и нас се погодила таква среќа да изменаџира градоначалникот добро и со администрација, и со централна власт, и со советници. И резултатот доаѓа. И таквото време што се работеше 4 години дава еден инстинкт да луѓето така размислуваат и нема враќање од нас. Значи, вие всушност направивте една формула како треба да се работи. Па како формула беше замислено да биде малце подобро од претходното и се покажа дека е добро. И сега ако е така добро да се продолжи и да земи мал замав и да биде уште подобро. Тоа ги почувствував некои партиски групации како имаат спротивно мислење од тоа што е на мнозинството, меѓутоа се согласија. Заради доброто на народот, заради објектот кој ќе биде направен. Што ти ќе правиш инат или обструкција на одредена проблематика или добар предлог, ако тоа не го прифали народот? Комуникацијата сега комуникацијата кога се прави, секогаш седнуваме на маса и на кафе пиење, секогаш е темата малку политика, али релаксирана политика и политика во интерес на градот. Така. Оние што се
корали партиски. И тие сватија и рекоа дека е овака подобро за сите. Сега ако едната партија има 51%, другата има 49%, овој да земе се овој ништо. Не е добро за сите. И сега се студривме на почетокот на мандатот, кога градоначалникот бараше резултат од професионалци, од непартиски. И сега ја викам, јас сум непартиски. Ама не од мене, него од ние луѓе што се стручњаци. Ако сум ја непартиски, да ти дадам предложи, не него да се направи една анализа, ако треба професор по англиски, да, ако треба доктор, доктор, ако треба граден инженер. Не му баравме ни партиска книжка, не ништо, него одеше по нормите. Што ги поставува системот на државата и на општината и добиваш резултат, добиваш човек што ти треба. Него гледаш како е. Ама треба да има разбирање во советот и во советнички групи. И координаторите на советнички групи првите години од мандатот 2, секојдневно се гледавме. И беше тешко да беше натегнато да сменат мислење, да дојдат на тоа мислење што јас сум го имал како стратегија или градоначалникот. Се преклонија, видоа дека е добро. Видоа дека е позитивно, видоа дека има ефект, видоа дека ако има тензии и државата не дава пари, кај што има проблем. Видоа дека тука нема проблем и ако правам анализа дека најмногу каваде се дало точно тоа е. Кај што е мирно, кај што е добро, кај што се гради, кај што нема тензии, кај што нема да се подметнуваат работи. Колку милиони евра државата дава овде? Неблагодарна работа е како информација таа да ја давам, нема да ја дадам, ја политички дадам. Ја гледам дека се направи објект и сега објектот е направен, цената не ми е битна. Битно е дека многу се направило, дека е направеното добро и практично. И да не кошта ништо пари, ако не е практично, ако не е од корис, само паркот е уреден и е добар. Деца, короната ни направи. Полн. Сега колку пари се потроши? Народ не го интересира тоа. Народ гледа колку пари дава у буџет и буџетот после парите се трошат секако. Народ го интересира правилно да се. Народ го интересира колку пари како данок му взимаш, дали 100 евра или 50 и вика добро е. Ми зема пред тоа 50 евра, сега 60, ама ова е 3 пати подобро од претходно. И он е задоволен. А у суми неблагодарна работа, да не повредиме некој, да не точно никогаш не сум питувал суми и дури и мене ме интересира. Секалиев, колку гласови очекувате за вас на независната листа? Па сега тоа е исто како. Чуваме ова за октомври. Така, тоа е некое прашање колку очекуваме, нема да го кажам. Знам дека драстично поголема бројка од таа што беше. Ако кажам бројка па да не си нанесам штета. Да не речете овој многу има, дај да му зимаме. Повеќе од лани, од пред 4 години. Не, сигурно повеќе, многу повеќе, ама неблагодарна е таа работа. Правите ли арно овој период? Ја 4 години сум правил кампања. Овој мандат се одлучив да работам човечки ресурси. Да помагаме на луѓе, да ги предлагаме некаде у институции за вработување за ова, одлуката ја дават институциите, не јас само предлагам. И да има влијание. Има влијание да предложам кадар и да го турам на вага. Да го турам да се надпреварува и ако докаже дека е добар, да, не сме земале ниту во комуналец, ниту во општина, ниту во било која фирма човек директно со решение. Договор 6 месеци, чини не чини. Нови 6 месеци, пак. И најдобрите остануваат. Нормите ги стават системите и државата и општината, немам такво право. Значи не е адхок решавање за само прашање, туку нудиме кадар ако се бара. Биотехнолог, еве, од мене тројца, од тебе тројца, компетентен е директорот во комуналец, да ги тури на тест, да ги види резултатите, што треба да исполнуваат. Комисија тамо што е задолжена за таа работа одлучува. Во општина конкурираат исто да. Општинска администрација, ние даваме предлози, си конкурираат. Сите филтри ги минат и кој ќе помине тој. Било да предложиме да не ни помине, било да предложиме да не помине, ние само предлагаме. Даваме кадар и викаме ова е добар. По мене добар, али таму тие што се компетентни што одлучуваат тие. У болница пуштаме луѓе, има таму стручњаци, ние не разбираме од медицината нешто. Докторе, пробај, еве ти кадар, види, што ти чине земи. При крајот сме на емисијата. Политички ангажман твој. Семејство, деца, време поминато на седници, на комисии. Добро, или имаш ли време за дома? Така. Од една страна добиваш, од друга страна губиш. Јас сум навикнат ту динамика, да живеам од кога сум роден. И сега, пример, ова ми е и дополнителен терет и дополнително задоволство. И кога е задоволство поголемо од теретот го забораваш. Ради тоа што сега имаме и резултати. Убаво ми е кога Чечето Ристо направивте ова, Ристо вака, добро е. Тоа ми дава морал и натаму да работам. Не можам да речам дека на другата страна дека моите керки, дека мојата сопруга имаат разбирачка, ама па може и многу од времето го користам у јавен интерес, али не сум партија да имам поддршка од други луѓе, тој мојот дел морам сам да го работам. Оптеретувањето е големо, ама и кондицијата кај мене е голема.
фамилијата имам поддршка, голема поддршка, не идуваме на недоразбирање, мали што ги се лудува, него ајде до кога политика? Па политика почнуваш и завршуваш на умирање, нема до кога. Животот е приказан на семејството се каливи од одамна. Нема да ја раскажуваме сега, меѓутоа вие сте олицетворение на тоа дека од ништо се станува нешто. Мојата фамилија е голема. 6 браќа и 3 сестри. Татко ми починал кога сум бил јас 5 одреден. Брат ми се родил после неговата смрт. Борбата била голема, али во тоа време, у времето комунистичко, институциите помагаа. Така е. Дека у целиот живот сме се мачели у интернати, у школи. Насоката, Добро. водењето на фамилијата е у позитивен правец, да е задоволен со многу малку, да не направи штета, да не се скара. Добро воспитувани сте. Добро воспитување. Да. Енергијата на родителите и јас како постар брат било секогаш да си многу скромен, да си задоволен. Има некој Дури човек со денеска има 100 денари, среќен, помина убаво. Другиот има 10.000 евра, му фалат уште 10 цел ден се нервира. Значи, воспитањето и насоката со многу малку да си задоволен. И тоа што вредноста како човек ти е голема, ти треба малку пари. Оние што имаат мала вредност, се збогатуваат вредноста со добра кола, со добри панталони, со добри наочари. Кој по вас се повредни? Оние што со малку се задоволуваат или другите? Според вас? Мешано и така и така. Има и некои многу што имаат, многу работат, заслужуваат, има и обратно. Значи, нема тука делење на таа работа, али правецот на институцијата што ја водиш, правецот на фамилијата што ја водиш. Мојата стратегија секогаш била здравје, да спортуваш, физичка работа, да си сестран, да не одиш само Ристо е советник, цел ден по чаша, мора и друга работа. Да си позитивен. Да си позитивен. Пред да почнеме со емисијата ми кажа една животна филозофија, никош да не бидеш негативен. Секогаш сум бил на тапет на обстановка. Ќе биде или не. Секогаш сум бил упорен и секогаш сум рекол со позитивни луѓе, значи насоката е позитивни луѓе, љубов, позитивна енергија, задоволство со малку и морал. Ама моралот е и генетика и работа. Така. И сега ако си физички поткован и психички ти си и морално јак. Луѓето треба да ги спојат ментално и физичкото, да тие се две работи, што едно без друго не може. Колку и да си психички јак, ако имаш скашена нога, ако си крив, ако си слеп, ти си паднат. Значи треба да обрнеш внимание у физичка кондиција да си и психичка. И тогаш спојот прави работа. Секогаш и моите насоки према тие што ме почитуваат, према помалите, према браќа, према снај, према сестри и према граѓани што ме почитуваат, сум бил со намера да си здрав прво го бараме здравето, тоа година ние у короната видовме дека што е прво. Прво е да си здрав. И помагавте доста. Да, прво е да си здрав, а кога си здрав можеш. Толку колку што ти треба имаш, ама колку што сакаш немаш. Па никој нема колку што сака. И најбогатите луѓе. И најбогатите. Ние имаме колку што ни треба. Природата дава да си облечен, да јадеш. Нормалниот живот, средината не ја знаеме колку е нормален живот, пример има. Многу богати, има сиромашни, средината. Никој не знае колку е нормално. Нормалата, ние викаме нормално е тоа. Да имаш една стамбено прашање речено, да имаш храна, да си облечен, да можеш одмор да тераш и уште нешто плюс. Некој па нормалата ја дига погоре, некој подолу. Нивото. Привршуваме овде, завршуваме, ако нешто не те праша, повреди. Мислам дека се исцрпени прашањата, ние се и у медиуми нема да пласираме. Ја сакам само да ги поттикнам граѓаните тоа што го имаат да го ценат, прво здравјето на град Кавадаци. Политиката сите да не ги засега многу, таа е променлива, се балансира, се доуредува, се комплетира, се насочува у еден правец од друг и е многу загонетна. Женска психологија и политика никогаш не се решава. Проблематична работа треба да се бориш цел живот и на крај останува нерешена, нема ние да мислиме дека решиме проблем, нема никогаш да решиме проблем, се бориме да решаваме проблем. Со многу малку да си задоволен, да немаш апетити за нешто што не можеш. Значи, секој граѓанин на град Каваде знае, мојата сила е толку, сум задоволен со тоа што го имам. Ути барањето плюс од тоа што можеш, ствара нервоза, негативна енергија, оптеретува, губи здравје. Биди си задоволен тоа што го имаш, малкото и зачувај го здравјето. Сите сфери ние не можеме да ги стигнеме. Јас сум работел, приватно сум работел во спорт и секогаш сум сакал да го стигнам врвот. Нема врв, врвот е многу далеко, никој не го стигнал. Да се бориш за малце повеќе. Инако врвот е бесконечно. Нема врв. Мерката на врвот не се знае. Да те чува здравје, да ги чува граѓаните здравје, да респектираат и она малку што го имат и тоа е доволно. Кај одиш на одмор некаде?
Па имав у јуни еден одмор, фамилиарно и дечиња што ги носев од каратето и ги споив спортот и одморот, фамилијата. Добро. И еден одмор помина, ако можеме уште викенд некој, добро, ако не, се одмараме во мрежичко со физичка активност, навечер по парк, со физичка работа, со малку политика и тоа како одмор. Јас и политиката сум ја станал како хоби, никогаш не сум бил озбилно политика. Затоа ти е лесно. Да си поставам норма, ако не, да пробаќам психички. Ова ми е хоби политика, имам привилегија од политика, не екзистирам од политика и така ја гледам политиката. Никогаш не сум имал некоја посебна цел политика да одам напред. Ова е доволно како едно хоби. Амбиции, Немам големи амбиции, ниту па можам да имам големи амбиции. Амбициите излегуваат од партиите. И годините не се да правам сега големи амбиции, да се замарам, него релаксирачка политика, умерена политика и политика што ме одмара. Значи, ако ме замара, ќе се тргнам. Секогаш што му работам оно што ме одмара, што ме задоволува, што не ми ствара притисок. Ме одмара. Благодарам. Благодарам и на вас. Се гледаме некаде Се надевам септември, дека октомври. ќе се гледаме и за убави работи секогаш. Почнувани беше тоа Рисло Сакалиев, така, отворено како што тој знае, кажа некои работи кои прв пат ги слушате, меѓутоа најважното, пуснота, вадам дека ќе се кандидира и годинава на локалните избори во октомври 2021 година. Кажа неоптеретено дека политиката е многу важна, меѓутоа не толку важна. Само така релаксирано може да се има успех. И секој треба да се има компромис во политичкиот живот. Само така може да има успех за доброто на граѓаните. Типичен пример за тоа дека е така е мандатот зад нас во Советот на општина Кавадаци, каде што тој беше и се уште е председател на Советот. Благодарам и пријатна вечер со нашата програма.